Вести на Канал 8. Добар ден. Локалната самоуправа на Кочани со поднесувањето апликација за финансиска подршка ги започнува активностите за проектот Планински велосипедски рај на Осогово. Се работи за иницијатива за дополнителна промоција на природните потенцијали на планината и избогатување на туристичката понуда. За да го прошири туристичкиот потенцијал преку создавање услови за развој на авантуристичкиот туризам, Општина Кочани аплицираше по вториот повик за предлози за инвестиции за подгрантови во инфраструктурата, а поврзана со туризмот. Апликацијата е поднесена до единицата за спроведување на проектот Локална и регионална конкурентност, што е финансиран од грант од Европската Унија. Од секторот за планирање и развој во Општина Кочани информираат дека целта е со проектот Планински велосипедски рај да се развие уникатно планинско авантуристичко искуство. Тоа би се овозможило со изградба и обновување на велосипедски планински патеки и обновување на планинарскиот дом, како и развој на други услуги за поддршка на овој вид туризам. Проектот опфаќа изградба на патеки за планински велосипедизам на Осоговските планини во вкупна должина од 35 км, и тоа на релацијата од туристичкиот комплекс Пониква до браната Градче и Кочани, како и обновување и опремување на планинарскиот дом и проширување на паркинг просторот на Пониква. Планирана е и изработка на интерактивна апликација за мобилен телефон за велосипедизам и планински велосипедизам, која ќе вклучува презентација на геореферентни податоци, односно патеки за велосипедизам и планински велосипедизам, за планинско пешачење, природни и културни локации и туристички агенции. Сите овие податоци преку апликацијата би се нашли на јавно достапните мобилни карти. Вкупната вредност на проектот е 33 милиони и 400 илјади денари. Според повеќе велосипедски, планинарски и рекреативни здруженија, во Осоговските планини поседуваат одлични услови за авантуристички туризам и се чест избор за организирање на велофестивали и слични други настани, поради што општината се одлучи да аплицира токму за проектот Планински велосипедски рај. 6 населени места во општина Кочани добија ново изградени и асфалтирани улици со проектот што го реализираше локалната самоуправа. Во меѓувреме, при крај се активностите за отпочнување на градежните работи на уште 2 сообраќајници во лесна индустрија, како и на улицата Кресненско восстание. Завршија градежните активности за асфалтирање улици во селата Прибачево, Мојанци, Грдовци, Долни и Горни Подлоки и Тракање. Ново асфалтираните сообраќајници се со должина од 100 до 200 метри и сите се со широчина од 3 метри, со веќе изведена водоводна и фекална канализација. Градежните работи ги изведуваше фирмата Коп Инженеринг од Студеничани, а за изградбата на улиците беа наменети 2 милиони 672 илјади денари од буџетот на општина Кочани. Со постојана комуникација со местните заедници и стручните служби од општината и понатаму ги следат потребите од инфраструктурни зафати во другите населени места. Од секторот за уредување на градежното земјиште во општината известуваат дека на улици каде што не може да влезе механизација за асфалтирање, како што е случајот со селото Бели, ќе се врши бетонирање на улиците. Во Рицко-планинските села пак, поради честите врнежи од дожд во изминатиот период, се врши редовно пробивање и прочистување на патиштата. Покрај тековните градежни работи на 2 крака на улиците Стамен Манов и на Вера Которка, наскоро се очекува да започне асфалтирање на улицата Ново проектирана 1 и реконструкцијата на дел од улицата Јени Фоча и двете во лесна индустрија. Од општината велат дека во фаза на подготовка е тендерската документација и за изградба на улицата Кресненско восстание во Кочани. Ново возило за собирање цврст отпад планира да набави комуналното претпријатие Водовод. Возилото ќе се користи за подигање на малите и големите контејнери, како и за стандардните канти, при што се бара тоа да има можност за компресија на отпадот. Комуналното претпријатие Водовод ја започна постапката за набавка на ново возило за собирање и транспорт на цврст отпад, со што би се проширил возниот парк за услугите за одржување на комуналната хигиена. За оваа намена предвидено е да се потрошат над 6 милиони и 700 илјади денари, средства обезбедени од сопствени извори на финансирање. Веќе е објавен јавниот повик за тендерската постапка со која се бара фирма што би го обезбедила комуналното возило,
а кое е потребно да има можност да ги подига малите и големи контейнери од јавните простори, како и кантите за отпад од домакинствата. Плаќањето на возилото ќе биде на 18 еднакви месечни рати, при што е можно авансно плаќање до 20% од вредноста нагласена во договорот, што ќе се склучи со добавувачот. Во техничката спецификација стои дека неопходно е новото возило да располага со минимален капацитет од 22 метри кубни за собирање на отпадот, како и да има можност од компресија во сооднос 6:1, со што максимално би се искористил просторот за депонирање. Исто така се бара едногодишна гаранција за комплетното возило со надградбата за отпадот, односно 3-годишна гаранција само за погонскиот дел на камионот. Покрај испораката на возилото за собирање отпад, фирмата со која ќе биде склучен договорот треба да обезбеди обука за ракување со истото за тројца работници. Рокот за прибирање на понудите од заинтересираните фирми е до 27 август, а по склучувањето на договорот испорачателот ќе има рок од 3 месеци да изврши надградба на камионот и истиот да го стави на располагање на комуналното претпријатие Водовод. Со оглед на карактеристиките што се бараат во спецификацијата, новото комунално возило треба да обезбеди заштеда на гориво и други трошоци околу одржувањето. Со неговата набавка ќе има известно растоварување на дотраениот возен парк, кој последен пат беше проширен во август 2013-та. Тогаш со јапонска донација и дел од сопствени средства беше купен камион со капацитет од 5 метри кубни цврст отпад. При контрола на прехранбените продукти во маркетите во Кочани, одговорните од Организацијата на потрошувачи фатиле производи со изминат рок и истите се тргнати од продажба. Станува збор за месо, супи, леп и други производи, за кои веднаш е реагирано, велат од Организацијата. Супи од разни фирми, леп и месо со изминат рок и полно со бактерии, фатиле одговорните од Организацијата на потрошувачи Кочани при контрола на прехранбени продукти во маркетите и продавниците. Истите се тргнати од продажба и однесени на испитување. Во контрола наидовме на неколку производи што се со изминат рок. Тоа беа супи, поголем број на супи од разни фирми, леп за останат со изминат рок, што тие не го продаваат по смалена цена, по истата цена. Имавме за месото исто така. Испитано, ние како потрошувачи зедовме, купивме 2 килограми месо и го опуштивме на испитување. Меѓутоа се виде дека во месото има некои бактерии, не се многу штетни по здравјето на луѓето, меѓутоа сепак доведуваат до понежните организми, тие што се со понежно здравје, значи можат тоа да го приметат со повраќање или со проливи или тоа, и се најави и се стопираше тоа, значи месо тука во Кочани да се забрани, го повлекоа и го изнесоа од нашиот град. Во однос на бела техника и неквалитетни производи, во моментов нема голем број на жалби и поплаки, како што беше случај порано, кога доста голем број граѓани се жалеа на интернет провајдерите и мобилната телефонија. И за мобилните телефони исто така нема, сега се подобри, мислам сега, после нашата критика, значи кога јавно изнесовме на телевизија дека мобилните телефони се купени и донесени во Кочани роба со грешка, веројатно се повлечени сега тие телефони, немаме повеќе такви телефони, значи донесено тука, добиено во потрошувачите со грешка, како што беше префрлување од една на друг провајдер и така натаму, префрлување на поголем износ имаше без потрошени, значи разговори од потрошувачите. Организацијата на потрошувачи Кочани секојдневно врши контрола на сите производи кои можат заради неквалитетност или изминат рок да им наштетат на потрошувачите и сите да бидат загрозени на било каков начин. Затоа Организацијата на потрошувачи секогаш работи во корист на потрошувачот и на услуга на граѓаните за примање на нивните жалби и поплаки. Десетина уметници изминативе 2 дена го разубавуваат просторот во клонот 1 на детската градинка Павлина Велјанова во Кочани. Тие, користејќи техниката мурал, насликаа различни мотиви на зидовите во дворот и со тоа на просторот му дадоа нова свежина.
Десетина волонтери изминативе 2 дена го разубавуваат просторот во дворот на клонот 1 во детската градинка Павлина Велјанова во Кочани. Проектот е во организација на волонтерката од Мировниот корпус Тамара Меклауд, која по сопствена иницијатива заедно со група млади уметници насликаа различни мотиви над зидовите што го оградуваат дворот на градинката. Во изминативе 2 дена во градинката Павлина Велјанова, клон 1, се организираше цртање мурал со тема рачиња во дворот од градинката. Овој настан го организирам јас, а учествувал зема волонтери и некои од дечињата од овој клон. Целта е да се разбубави дворот во градинката за да им биде пријатно на сите. Уметници, користејќи ја техниката мурал, му дадоа нова свежина на дворот што представува забавно катче каде дечињата од градинката поминуваат одреден дел од денот. Волонтерите уметници кои се вклучени во оваа иницијатива се задоволни и среќни што со својот придонес ќе остават креативни дела што ќе му дадат нова свежина на просторот за идните генерации. Ние денес сме соверени тука волонтери за да им помогнеме, односно да го разубавиме просторот кај градинката Павлина Велјанова, блок број 1. Волонтерите најавија дека и во иднина тие стојат на располагање да се вклучат и да помогнат во други активности што се од корист за заедницата. Бавно оди собирањето средства за помош на 7-годишната Ивана Алексова од Кочани, која боледува од церебрална парализа и на која и се потребни 3000 евра за да застане на нозе. Родителите ги молат сите хумани граѓани кои се во можност да помогнат. 2 терапии во Белград веќе и помогнале. Потребно е да направи уште 2 за да и се улесни движењето на 7-годишната Ивана Алексова од Кочани, која што боледува од церебрална парализа и чии родители немаат финансиски средства да го платат лекувањето. Една терапија чини 1500 евра, а досега се собрани едва и 400. Родителите ги молат сите хумани граѓани да помогнат доколку се во можност. Тлапе одзиво, очекувавме нешто повеќе, барем да може да собереме минимални средства, за да може да идеме во Белград, да ја продолжиме терапијата со нејзи. Боледува од церебрална парализа и 7 годинки. Лекуваме ја во Белград, доваѓа од Русија доктор и ја лече со аминокиселини, прави терапии, 2 месеца трае лекувањето, 1 месеца имаме пауза. За 2 терапии требат ни 3000 евра. Значи, една терапија не кошта 1500 евра и другата да ја направиме и мислам дека многу подобра ќе биде. Ути веќе имаме направено 2. До сега има околу 400 евра. Сите хумани граѓани кои што можат и сакаат да донираат за малата Ивана да може да застане на нозе, ќе може да го сторат тоа на телефонскиот број за донации во T-Mobile 070 143 183 и на жиросметката во Унибанка. Четворомеч меѓу Сдруженијата на пензионерите од Прилеп, Кавадарци, Куманово и Кочани ќе се одржи како дел од програмата за спорт и спортски активности на Сдруженијето на пензионери Кочани. Истиот представува подготовка за републичките спортски надпревари и игри што ќе се одржат во Радовиш. Едни од поголемите и позначајните активности на пензионерите се оние од областта на спортот, кои представуваат значајна алка за одржување на спортскиот дух кај луѓето во третата доба од животот. Истите се зацртани со програмата за спорт на Сдруженијето на пензионерите Кочани. Во првата половина од 2018 целосно се извршени сите планирани активности согласно програмата за организирање на општинските и регионалните спортски надпревари. На 23-тите регионални спортски надпревари, чиј домаќин беше Кочани, всушност се избра репрезентацијата на Сдруженијето на пензионери Кочани, составена од најдобрите кои ќе учествуваат на наредните активности кои следуваат во втората половина од годината. Во текот на следниот месец, прва поголема активност ни е четворомечот на Сдруженијата на пензионерите од Прилеп, Кавадарци, Куманово и Кочани. Ова веќе станува традиционално. Ние порано бевме збратимени само со Кавадарци, али не иницијатива и на одредени други здруженија. Дојде до тоа здружување и минатата година прв пат ние бевме домаќини на таков четворомеч. Овој четворомеч за нас е многу битен, бидејќи на него присуствуваат
фактички најдобрите здруженија во Републиката. И фактички тоа ни представува една провера, истовремено и подготовка за настап на републичките спортски надпревари и игри. На овој четврт меч ќе ни престои еден состанок на ниво на председатели на здруженија и председатели на комисиите за спорт од 4 здруженија, кои ќе ги подготват терените, условите за организирање и спроведување на овој четврт меч. Следна најголема активност на комисијата, односно ние организирањето, учеството и на 23-тите републички спортски надпревари игри. Овие игри оваа година ќе се одржат во Радовиш. За таа цел, ние како здружение ќе настапиме во 12 спортски дисциплини, тоест на оние на кои што победивме на регионалните. Комисијата за спорт при Сдруженијето на пензионери Кочани навреме го направи и планот за подготовка за учество на овие игри, односно одредени се стручни лица и тренери кои што ќе раководат со подготовките на екипите за настапот на 23-тите републички спортски надпревари. Овие подготовки ќе започнат на 13 август годинава. Следна активност за одбележување е организирањето на шаховски турнир на пензионерите од Кочани, што ќе го организира Сдруженијето на пензионери Кочани по повод 7 септември, денот на ослободувањето на градот. На овој турнир ќе настапат пензионери од сите ограноци на Сдруженијето на пензионери Кочани. На 13 ноември пак ќе се реализира возвратна посета на Сдруженијето на пензионери од Центар, кој го посетуваат Кочани на Петровден. До крајот на годината ќе продолжат и оние меѓуограночни средби на пензионерите од сите ограноци на Сдруженијето. Почитувани, временската прогноза во една беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.